Никола Здравкович, 3-та година студии по новинарство. Се сеќавате ли на Роберто Баджо? За момците идол од детството. Не си следал фудбал ако барем еднаш во животот не си посакал да бидеш Роберто Баджо. За дамите, лик кој радо би го виделе во улогата на поштар или водоинсталатор. Во Италија ви се смее од секоја берберница од Монца до Режо Калабрија. А за мене, фудбалска носталгија и животна школа. Принц со блескава кариера кој стана просјак со само еден промашен пенал во финале на светско првенство. Токму тој пенал, пријатели, сите нас не следили с животот. И сите сме пријател од Баджо. Само што промашуваме во различни надпревари и пенали со различна важност. Сериозен пенал е да се воспита дете. А денес некако упаѓа во очи како децата пекаат по айфони, под чиј излог лежи нешто што некогаш било човек. Родители кои за полнолетство ти купуваат танкер, а ти со своите 18 се уште во дубак седиш. Ликови кои својата младост ја посветиле на промоција на флора и фауна, лават и розата им се во животот. А надвор, дошт од девојки чека бомбониери да им се купат. Мислам, оние капки од дождот кои нема еден ден да се венчаат со својот бойлер и кои што не спаѓаат помеѓу по-патриархалните. Меѓутоа, бомбониери од кого? Ако не бистрат политика, момците во добар дел се половина човек, половина 8 март, или пак делат петокраки за добро утро. Како и да свртите, промашен пенал. Меѓутоа, редот на промашувачи не запира тука. Студенти опортунисти, навивачи и националисти, политичари Минхаузени, светски душегрижници чија омилена играчка е Wall Street кои дома си го имаат, големи хуманитарци кои делат пакети скриени во своите тенкови, 15 годишни деца на кои цел свет им забил нож во грб, големи верници кои палат свеќа дури за да го погодат лифчето од обожувалница, роднини и блиски пријатели, кои за цела една генерација слушалка не креваат, поради 2 метри медија или поради партија карти. Големи мудреци, кои се расфрлаат со мудрости од сексот и градот, и какви уште не. И секако, просјаци кои клечат пред бронзениот омаж на својот лик и дело. Толку промашувачи, толку промашени пенали, а еден стадион. Лоши пеналџи сме, пријатели. Да не беше така, Вергилиј ќе немаше кого да покаже низ 9 круга од пеколот. А рибја чорма никогаш немаше да ја испеат "Погледај дом свој анџеле". Во трето полувреме Рудолф Шпиц вели: секој надпревар има 2 полувремиња. Ново полувреме, нова можност. Ајде второто да биде полувреме на искористени пенали. И ако еднаш промашите, не плашете се повторно да шутирате. Меѓутоа научете нешто од првото промашување. И една работа никогаш не заборавајте. За некои пенали судијата дава шанса да се изведат само еднаш во животот. Тие пенали само еднаш се промашуваат. И ние не знаеме кој пенал ќе биде тоа. Роберто Баджо својот го промаши. Следна можност ќе чека во некој следен живот. Ајде ние да погодиме уште овој.